Почитувани, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Во Фокус. Како што добро знаете, секоја недела обработуваме теми, актуелни теми од различни сектори. Вечерва разговараме со првиот човек на Агенцијата за катастар на недвижности, Славче Трпески. Добре дојдовте. Добре ве најдов во студио. За прв пат сте овде кај нас, секако има доста голем број на теми кои што треба да ги обработиме, но во овие половина час ќе се сконцентрираме на она кое што е последно актуелно, кога е во прашање Агенцијата за катастар на недвижности, а секако ги опфаќа и општините каде што зрачи телевизијата К3. Вечерва разговараме на две теми, како што рекова, тоа е регистар на цени за купни на недвижности и последната тема програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности за тековната 2017 година. Првин да започнеме со регистарот на цени за купни на недвижности. Добра тема која што заслужува секако внимание. Еве како дојдовте до идејата? Добро вечер и од мене. Стварно овие две теми се можеби топ теми последниот месец дена и последниве можеби 5-6 месеци кои што граѓаните сакаат да ги слушнат, кои што јавноста сака да ги слушне, кои што бизнисот сака да го слушне. Посебно во делот на цените, секој го интересира колкава е цената на една недвижност, колкава е цената на некоја нива, колкава е цената на некој градежен објект. Идејата не е наша оригинална, идејата за регистарот на цени или за масовната проценка, која што е втор дел од регистарот на цени, е потекната од Соединените Американски држави, таму некаде 20-тите, 30-тите години, веднаш после првата светска економска криза од минатиот век, значи 20-13 години од минатиот век, за прв пат е направена масовна проценка на недвижности и понатаму, односно секој објект без разлика дали е деловен, дали е стамбен, дали е земјоделско земјиште, дали е градежно, дали се шуми, ливади, пасишта и така натаму, да си добие своја вредност. Овој начин на пресметка на цените на недвижностите, понатака некаде 70-тите години започнуваат да го применуваат и европските држави, пред се високо развиените, значи Англија, Германија, Холандија, Шведска, Франција и така натаму, за еве на почетокот на 21-виот век и веќе сите балкански држави да почнеме да го имплементираме овој проект, односно да го направиме транспарентен пазарот на недвижности, секој граѓанин, секоја компанија да знае која е цената на станот, која е цената на деловниот простор, бидејќи досега едноставно ако сака некој да продаде некоја недвижност, нема од каде да се консултира, немаше од каде да се консултира за која цена вреди неговиот стан, или ако сака некој да купи во некој подрачје, исто така немаше од каде да се консултира колку вреди определена недвижност или определена нива и така натаму. Ова е убава можност да нешто што е направено во најразвиените земји да еве полека го спроведуваме и во Република Македонија. Така е, и во другите земји го има, меѓутоа кога започна да се имплементира во Република Македонија? Да, Агенцијата за катастар на недвижности со новиот закон за катастар на недвижности што го донесе во 2013 година, за прв пат тогаш законски се оформи регистарот на цени на недвижности, значи ја доби својата законска рамка за покасно веќе во 2015 година, значи во март месец, да ги создадеме сите технички предуслови и да започнеме во електронскиот катастар да ги евидентираме сите трансакции за недвижности. Значи законската рамка најнапред беше потребно да се создаде, а потоа и техничката опременост. Денеска, благодарејќи на техничката опременост, односно благодарејќи на електронскиот катастар, секоја трансакција која што се случува во Република Македонија, пример секоја транзакција мора да помине преку определен нотар, покрај договорот за купопродажба мора да се потполни еден образец кој што ги кажува карактеристиките за определена недвижност. Значи покрај тоа што во договорот ја пишува цената на недвижноста, ја има и оданочената вредност, во тој образец се собираат и дополнителни карактеристики на недвижноста, например на колку ката е истата, дали има водовод во истата, дали има значи топлификација евентуално, дали има електрична енергија, од каков материјал е изградена, дали е тврда градба, дали е од дрво, значи некои генерални карактеристики кои што понатака треба да ни помогнат за реално да ги процениме недвижностите во Република Македонија. Тоа се
Тоа се работите кои што во моментот кога се случува трансакцијата се собира, понатака договорот за купопродажба заедно со овие податоци, нотарот по електронски пат веќе цели 3 години тоа се прави, ја ги доставува до катастерот и катастерот истите тие податоци ги внесува во регистарот на цени за купнини, од каде што потоа квартално, значи на секои 3 месеци ги даваме индексот на цени, поточно ги даваме движењето на цените во цела Македонија. Значи како за Скопје, така за Куманово, за Кратово, Паланка и ги имаме истите податоци. Така, споменавте електронски, сето тоа е на некој начин олеснето и на граѓаните и на сите институции кои што се вклучени во самиот тој процес, но докаде се граѓаните свесни, односно докаде се тие информирани како треба да тече постапката, дали тие се запознаени по електронски пат или пак можеби да дојдат во некој од подрачните оделенија? Значи, благодарејќи на електронскиот катастер и заложбите на владата на Република Македонија да се сите трансакции што се случуваат во Република Македонија да мора да се одвиваат по електронски пат, благодарејќи развојот на електронскиот шалтер денес со катастерот се поврзани сите нотарски канцелари, денеска се поврзани сите општини, сите извршители, сите проценители, веќе имаме голем број на адвокати што се поврзуваат, сите државни органи, така да катастерот веќе еве трета година поред работи исклучиво по електронски пат. Тоа значи се граѓанинот дека тој треба да дојде кај нотарот за да го потпише нотарскиот договор и да го потполни формуларот кој што се однесува за регистарот на цени и со тоа врската завршува, бидејќи понатака нотарот е должен договорот за купопродажба заедно со формуларот да го достави до катастерот, катастерот понатака го обработува и повратно го информира нотарот дека трансакцијата е завршена и дека целокупниот процес е завршен, односно граѓанинот добива имотели. Секако граѓанинот има можност да го следи целокупниот тек на предметот, односно при поднесувањето на барањето, самиот систем генерира код кој што возможува и на нотарот и на граѓанинот да го следат текот на самиот предмет, односно да видат кој момент е примено, кој момент е распоредено кај определен референт, кога одлучил референтот, како одлучил, дали е позитивно, негативно, значи имаме огромна транспарентност во тој дел. Така да граѓаните треба да бидат спокојни, гужвите во катастерот се веќе минато, бидејќи токму електронското работење овозможи да граѓаните да не се шетаат од една врата на друга врата, од нотар до катастер до општина, туку доаѓа кај нотарот, кај нотарот е завршува својата работа и во катастерот, доаѓа во општината е завршува својата работа и во катастерот, општината се грижи за целокупниот процес. Впрочем, ова е најдиректна имплементација на проектот Нема погрешна врата. Така, сепак овај доста позитивна мерка, сепак самите граѓани имаат увид во целиот тој процес додека да дојдат до она за кое што имаат потреба од услугата на Агенцијата за катастрални недвижности, но моето следно прашање, според која методологија се врши сумирање на податоците? Ние, за да стигнеме до секоја недвижност да добие својата цена, треба да изодиме еден пат. Тој пат е најнапред доволен број на трансакции во регистарот на цени за купнини. Во Република Македонија минатата година имаше околу 25.000 трансакции, значи 25.000 купопродажби се вкупно се случиле на територијата на Република Македонија. И покрај трансакциите кои што ни кажува во определени подрачја какво е движењето на цените, ќе биде неопходно да се соберат и дополнителни податоци за да можеме на крајот да направиме буквално проценка за секоја недвижност во Република Македонија. Методологијата која што во моментов ја користиме при издавањето на податоците од регистарот на цени за купнини се просечните цени на станови, просечните цени на деловните простори, извадени директно од реалните трансакции што се случиле на терен. И малце подоре ќе ги кажеме и тие просечни цени, но кога ќе дојде време да ја правиме масовната проценка, тоа очекуваме да се случи веќе наредната година, бидејќи оваа година треба да собереме податоци, да почнеме да собираме податоци од терен. Како пилот имаме 4 општини, тоа ќе биде општината Кисела вода во Скопје, исто ќе биде една рурална, тоа е Зелениково, Свети Николе и градот Костивар. Тоа не се пилот 4 општини каде што ќе започнеме да ги собираме и дополнителните податоци и веќе наредната година очекуваме да започнеме и со масовната проценка каде што веќе ќе се
применат современи методи и методологии за проценка на недвижности кои што се базираат на европски и светски стандарди за масовна проценка. Значи, ние работиме масовна проценка, а не индивидуална проценка. Значи, проценителите и понатака ќе си ја работат својата работа, ќе си ги работат своите индивидуални проценки, а катастрот ќе направи една масовна проценка каде што секој објект ќе се знае која е недвижноста и кој ќе ги соберете сите објекти во државата, ќе знаете и која е вредноста на сите недвижности во Република Македонија. Во Република Македонија, но што сигурно ги интересира жителите на североисточниот регион во кој што зрачи регионалната К3 телевизија, секако е како се движат цените на недвижностите и закупнините, но за тоа можеби малку да ми одговорите подоцна дали цените стартуваше новата тековна 2017 година, дали како започнавме, со повисоки или со пониски цени? За како започнавме, ќе кажеме некаде во средината на март, мора да поминат средината на април, мора да поминат првите 3 месеци, кварталот, за да ги сумираме резултатите. Во цените не можам да кажам, но можам да кажам како започнавме во делот на трансакциите. Значи, што се однесува до бројот на трансакциите, морам да кажам дека имаме исклучително мал број на трансакции. Очигледно е дека политичката криза, неформирањето на владата си го прави своето, така да луѓето се стрпливи во делот на купување на станови. Посебно тоа беше изразито во јануари месец, во првиот месец од минатата година, од оваа година. Сега веќе во февруари почна да расте бројот на трансакциите и пазарот на недвижности почнува да се движи. Секако во јануари месец покрај политичката криза големо влијание имаше и примената на новиот закон за нотаријат, новиот закон за кој што кажува дека покрај нотарот сега веќе при определена трансакција со недвижност треба да биде вклучен и адвокатот, па неговата примена исто така беше на некој начин не беше до крај јасна за нотарите и адвокатите. По моите последни информации се дека тоа е веќе надминато, точно знаат кој како треба да постапува во целиот овој процес и затоа веќе и тие проблеми се надминати, полека пазарот на недвижности се раздвижува. На крајот на месец март, поточно почетокот на април, веќе ќе ги имаме и цените на недвижностите и сега ќе ги споредиме со минатогодишните и со целокупното движење на цените од минатата година. Иначе генерално цените за минатата година имаме благ пат на цените на недвижностите, посебно изразито во Скопје, бидејќи имаме голема градба, огромна градба на голема градежната експанзија, понудата на станови е голема, поради тоа имавме и во текот на целата година пат на цените на становите во градот Скопје. Во Републиката имаме различни места, например во Охрид имаше раст на цените на становите, а овде за овој регион можеме и подетално да... Така, како се движат во североистокот цените на недвижностните и закупнините? Да, например, на оваа табела ти прочитам трансакциите по типови на недвижности. Тоа е убаво да се знае какви се типови на недвижности се продаваат. Така, например, во Куманово, во текот на 2016 година имаме 35% од вкупниот промет што е направен на станови отпаѓа на недвижности, отпаѓа на станови. 9% се продали од вкупниот број на трансакции куќи, деловни простори се 18%, земјоделското земјиште 26% и градежното земјиште што се продало е 12%. Во Кратово се работи за општина кај што има стварно мал број на трансакции. Таму, например, становите од вкупниот број на продадени недвижности, станови се 31%, куќи се 10%, деловни простори се 31%, земјоделско земјиште е 25%, градежно земјиште само 4% и Крива Паланка од вкупниот број на трансакции 13% отпаѓа на станови, 5% отпаѓа на куќи, 34% имаме на деловен простор, земјоделското земјиште е апсолутен рекорд во регионов, дури 35% од вкупните трансакции за минатата година биле за земјоделско земјиште во Крива Паланка, значите како интересно е земјоделското земјиште во Паланка, и градежното земјиште отпаѓа на 13%. Во однос на самите цени, можеме и тука да споменеме определени податоци, цените по метар квадратен така сепак како се ќе ги движат. интересира сите оние кои што можеби
ќе сакаат да си земат нешто. Да, сигурно. Еве, например, цените за станови во Кратово, просечната цена или средна вредност по квартали, кои ќе ги земеме сите 4 квартали, е 11.732 денари за како една просечна цена за метар квадратен во Кратово, или по квартали 8.474 денари било во првиот квартал, но морам да кажам дека овие цени се од исклучително мал број на трансакции. Многу мал број на трансакции се имаат случајно, затоа и се цените такви. Вториот квартал имало повеќе трансакции, таму е веќе покачена цената на 20.715 денари. Во третиот квартал во Кратово воопшто немало продажба на станови. За во четвртиот квартал да имаме цена од 6.007 денари или просечно 11.732 денари. Куманово, интересно е Куманово, во првиот квартал просечната цена на метар квадратен стамбен простор во Куманово била 20.560 денари, за во вториот квартал да се покачи на 30.363 денари, во третиот квартал да биде 27.342 денари и во четвртиот квартал 29.997 денари, или просечно средна вредност за цела 2016 година 27.564 денари за метар квадратен. Во Крива Паланка средната вредност на ниво на цела година е 17.129. Сега кога ги зборам овие бројки, сигурно истите се граничат со тоа дали е возможно да биде стамбен простор 11.000 денари, или дали е возможно стамбен простор во Куманово, во центарот на Куманово да биде 27.000 денари. Или во Крива Паланка, во центарот на Крива Паланка 17.129 денари. Овие се цени кои што се земени од договорите за купопродажба и овие се цени кои што отсликуваат како граѓаните, стопанството во Република Македонија ги прикажува овие цени во договорите и за овие цени колку се плаќа данок. Исто покажува дека дефинитивно не се покажуваат вистинските реалните цени на становите било во Куманово, било во Кратово, било во Паланка, бидејќи се настојува на тоа да се прикаже што помала вредност за станот, за да се плати помал данок. Една од работите, една од целите на регистарот на цени на недвижности е токму транспарентноста, но транспарентноста од двете страни. Значи, едната страна е да граѓаните да имаат информација какви трансакции се случиле во определено подрачје, но од друга страна и државните органи, значи даночните служби во општината или службите што ги контролираат даночните служби во општината, значи министерствата да добијат информација како работи општината, како го наплаќа данокот на имот, данокот на промет, дали се врши својата законска обврска или пак се случуваат некои несакани дејанија. Така, например, можам во оваа прилика да ги спомнам и кои највисоки или кои се најниски трансакции случени во овие три града. Например, во Кратово, највисока продажба во 2016 година е продаден стан од 74 метри квадратни во висина од 1.845.000 денари. Тоа е највисоката трансакција што е случена. А најниската продажба што е направена во Кратово е продадена нива во вредност од 6.000 денари во површина од 300 метри квадратни. Значи, некој за 100 евра си купил нива од 300 метри квадратни. Во делот па на закупот, бидејќи покрај цената на становите, катастарот го регистрира и закупите во регистарот е и за цени, но и за закупи. Например, највисокиот закуп во Кратово е платен изнесува 61.500 денари или 1000 евра за деловен простор од 442 метри квадратни, а додека најмал закуп е платен 750 денари, зборам за метри, значи 6000 евра за деловниот простор од 442 квадрат или 750 денари, ова е за деловен простор од 50 метри квадратни, што е месечна закупнина, што укажува дека и како е нереална. Интересно е за Куманово да се видат потоци, да сепак Куманово е голем град. Така. Највисоката продажба во Куманово изнесува 91.125.000 денари, значи највисоката трансакција, и се работи за продажба на деловен простор во површина од околу 3.300 метри квадратни, додека најниската купопродажба е 1.742 денари, се работи за нива од 3.114 метри квадратни. Може да мислите
дури можеби тука просечната цена 0,5 дени за метар квадратен, што укажува на нереалната состојба. Највисокиот закуп во Куманово пак е 173.750 денари и се работи за закуп на деловен простор од 462 метри квадратни, значи ова е месечна закупнина од приближно 3.000 евра за 462 метри квадратни што се користат, додека најнизок закуп во Куманово е 42 денари за нива од 66 метри квадратни. Интересно да се види Крива Паланка. Крива Паланка највисоката купопродажба е 2.902 денари и 800 за деловен простор од 125 метри квадратни, додека најниската е 5.240 денари за нива од 524 метри квадратни. Највисокиот пак закуп во Крива Паланка е 65.190 денари за деловен простор од 350 метри квадратни, додека најнизок закуп е 50 денари, може да мислите 50 денари пријавен официјално за нива од 1176 метри квадратни. Сите овие податоци укажуваат и транспарентноста на овие податоци и неслучајно ги прочитав, опатуваат на порака, односно една димензија која што на западот, на западниот свет не му е позната. Невозможно е на запад во договор за купопродажба да ставите дека за нива од 1176 метри квадратни или за нива од 500 квадрати плаќате 50 евра или 60 евра. Значи, целта на регистарот и целта на масовната проценка е да има реални цени на недвижностите, значи она што на вистина се случува, а не ефективни цени на становите. Тоа е према граѓаните, према бизнес заедниците, додека према даночните служби, тука во Куманово, кој што даночната служба е надлежност на општината, така и во цела Македонија, сите даночни служби за прометот на недвижностите се во рамките на општините, е еден добар показател дека овие податоци се веќе транспарентни, се јавни и дека веќе се достапни за сите органи и треба да си работат работата согласно законот и кога ќе им доаат вакви трансакции со многу ниски цени или пак можеби многу високи цени, во Скопје има и такви случаеви, и дека треба да обрнат внимание и да ги проценат недвижностите соодветно согласно законот. Конечно, масовната проценка, односно изготвувањето на масовната проценка, која што ќе ја започнеме, како што кажав, 18, очекуваме до 19 година да ја завршиме, ќе даде процена реална на секоја недвижност во Република Македонија и тоа ќе биде едно сидро кое што ќе овозможи за секој граѓанин да знае која е цената на недвижноста, но и за државата да знае која е цената на недвижноста, а секако секоја недвижност, секој стан, секоја внатрешна опременост, па си носи некоја своја дополнителна вредност, но тоа е работа за индивидуалните проценки кои ги прават приватните проценители. Така, пред да преминеме на втората тема за разговор, какви се придобивките за граѓаните, но и какви се придобивките за институциите со воведување на регистар на цени? Придобивките за граѓаните се големи, бидејќи граѓаните ќе бидат добро информирани. Значи, точно ќе знаат пред се својата недвижност, која вредност е, која цена е, колку може да побара на пазарот на недвижности. Секако тоа е една рамка во која што во зависност од натрешната опременост на станот или на недвижноста може да иде повисоко или пониско, но тоа е едно сидро кое што сега ќе се почитува. Значи, огромна транспарентност во тој дел и можност преку таа транспарентност да се видат цените низ цела држава, можност за инвестиции, значи ако има слободни парични средства да види во кое место може да ги вложи по тие цени кои што одговараат, значи нема лажни цени, да не бидат луѓето излажени дека некоја недвижност вреди толку, а драстично помалце вреди на пазарот на недвижности или обратно. Значи транспарентноста овозможува сигурност и стабилност на цените и сигурност кај граѓаните кога било купуваат, било продаваат недвижност. Во делот на институциите тоа е битно бидејќи сега многу процеси во државата се спори или успорени затоа што се чека на индивидуални проценки. Например, само да земете кога се зема хипотека, тоа може сите што земале хипотека на становите го осетиле дека кога се прават проценки од страна на банките вообичаено одат со нешто повисоки цени за да зафатат што поголем број недвижности, но не дај Боже ако дојде до продажба на таа недвижност, бидејќи не може човекот што зел хипотека да ги врати, тогаш пак ги проценуваат со пониски цени, значи ги потценуваат за да
максимализираат својот профит, услови на масовна проценка, тоа ќе биде невозможност, значи транспарентниот начин на вредноста на некоја недвижност ќе овозможи да сите да бидат заштитени, значи законот да се применува соодветно без разлика дали во еден случај кога се зема или кога се дава, мора сите да бидат заштитени. Во многу процеси и постапки, како процесите на експроприација на пример, се чека на масовни проценки, посебно кога се прават големи инфраструктури, а ние оваа година правиме неколку автопати во најаве се со програмите уште многу патишта, во многу ситуации ако се знае вредноста на секоја недвижност, значи секоја нива и секоја ливада и секоја шума, многу побрзо ќе целиот процес на проценка и на исплата после на граѓаните, бидејќи однапред ќе се знае колкава е вредноста, значи не може да се бара нешто повеќе од тоа што е нормално. Во многу процеси, како на пример пред судовите, каде што се бара за секоја тужба да се определи вредноста на спорот, сега веќе ќе се знае која е вредноста на недвижноста, така да тука па државата нема да губи на такси, на судски такси, на доместоци, бидејќи вообичаено бидејќи нема проценка се става некоја најниска вредност што може да се стави. Примената е огромна во многу полиња, на многу начини. Ние веќе приватниот сектор го препозна еден дел. Имаме веќе од една компанија ги користи овие податоци од регистарот на цени и оние станови тоа е агенција за недвижности кој што ги продава. Паралелно со цените на становите што ги продава, ги прикажува и цените од околината кои што се веќе случили, а тие се земени директно од регистарот на цени на недвижности. Значи, компаниите, бизнисот веќе ги препозна податоците и од овие податоци кои што ги лиферува катастрот, веќе си прави собствен бизнис, што е за поздравување и што е добар показател како треба да се оди на тоа. Така, да преминеме на втората тема за разговор. Од неодамна, односно вие го промовиравте тоа дека ќе започнете со бесплатно ажурирање на податоци за состојбата на имот во повеќе општини во Република Македонија, меѓу една општините од североистокот, но нешто малку подоцна за тоа кои општини, односно да ги информираме граѓаните, ќе бидат опфатени, односно во кои населени места тоа ќе го вршите. Што конкретно значи ова бесплатно ажурирање на податоци? Процесот на правење на катастар во Република Македонија, односно катастар на недвижности, бидејќи историјата на катастарот во Република Македонија, за вашите гледачи, започнува некаде од отоманско време и сите чуле за тие тапии. Тапиите се за прв пат воспоставени во 1848 година со султанска наредба, потоа и закон, и истите екзистирале до 1912 година, докога Македонија била распарчена. Потоа доаѓаат нова тло на Република Македонија, значи на сегашна Македонија, доаѓа српската власт и го презема напред тој таписки систем за подоцна да го направи катастрот на земјиште, значи запишување само на земја, но не и за објекти. За во 1988 година се донесе нов закон на сојузно ниво, тогаш се уште Југославија, каде што покрај земјиштето се заложуваат катастрите да ги запишуваат и објектите. Значи процесот на правење на катастар на недвижности, значи покрај земјиште запишување објекти е започнат во 1988 година и траеше до 2012 година. Морам да кажам дека од 1988 до 2005 година, 45% од Република Македонија беше направена со катастар на недвижности, а од 2005 година до 2012 година преостанатите 55%. Во овој процес на правење на катастар, најголем дел од начинот како да се направи катастар на недвижности бил по пат на авионско снимање, и тоа граѓаните го знаат, посебно тука во Куманово и во делот на Старо Нагоричане, Младо Нагоричане, каде што подоцна се јави определени проблеми. Процесот на авионско снимање се одвил на тој начин што граѓаните биле информирани дека мораат да си ги обележат своите дворови, значи мегите на своите дворови, мегите на своите нивни по полињата, и се знаело точно определен ден кога ќе помине авион, ќе се снимаат тие белеги и од тоа понатака ќе се направи катастарот на недвижности.
Во оваа постапка, во оваа процедура, секако имало многу контролни механизми како тоа да се направи покрај информирање на местното население, а задолжително од катастар луѓе од катастар доаѓале и им покажувале како тоа треба да се направи и го контролирале процесот на местење на тие ознаки. Понатака после авионското снимање, повторно катастарот излегува на лице место и се ги прашува граѓаните за секој од тие ниви, чива е припадноста, дали е тоа добро веќе пресликано на скица, значи од авионско снимање, од сликата на скица, и дали граѓаните се согласуваат со тој начин на распределба на земјиштето, на собственоста. Потоа граѓаните биле повикувани да ги донесат своите документи, значи ТАПИ, договори за купопродажба, градежна техничка документација, се со цел да бидат запишени и да добијат имотен лист, за тоа катастарот носел решение на кое што граѓаните имале право на жалба и така натаму, но овој процес на брзо правење на катастар, значи авионското снимање, процес на брзо правење на катастар, додека пример ако другиот начин, ако сметаме дека е посигурен, тоа е начинот да секоја недвижност да биде премерена на лице место од геодет. Тоа е веќе поспор начин и никој во светот не го применува. Доведе до тоа да испаднат определени граѓани да бидат незадоволни од тоа како денеска е запишана таа негова нива, која што порано била со една квадратура, денеска може да е помала или да е поголема, но зафаќа од комшијата и така натаму. Знаете, во тој процес на ставање на тие белези за своите ниви има многу случаеви каде што граѓаните, ако имало земјиште на Република Македонија, гледале да ја прошират својата нива, мислеле дека катастарот ќе им ја даде собственоста и на или тој дека можеби тоа нема да се забележи. Да, но за жал во таквите случаеви каде што или пак комшијата не е тука, па белезите 1 метро ќе ги ставам поблиску во нивата на комшијата, но секако во услови кога катастарот располага и со стари податоци, сега веќе и со нови податоци, тоа не може да се реши на тој начин, и во таквите случаеви катастарот кога се правил конкретно за Куманово, например, за делот на Горичане, во ваквите случаеви кога некој ги ставил своите белези кај својот комшија, веќе како собственици се појавуваат и двајцата, и едниот и другиот, бидејќи катастарот знае дека старата нива била со површина пример 500 квадрати, новата е со 550 или 600 квадрати. Како и да е, имајте во предвид дека имаме на една страна ваква ситуација, пак на друга страна имаме ситуација каде што граѓаните воопшто не ги обележиле своите ниви и воопшто не се појавиле во процесот на систематско запишување, значи воопшто не ги доставиле своите документи. Морам да кажем пред се тоа се однесува за руралните општини каде што граѓаните више се иселиле, не се тука или пак не знаеле да ги обележат. Што се случува еве доколку не ги обележат? Да, токму затоа е овој процес. Значи, имајќи го предвид ова, дека од една страна имаме ситуација ваква, каде што имаме мешање на меги, а од друга страна имаме или навлегување на едни комши кај други, а од друга страна имаме ситуација каде што па не се јавил ниту еден комшија, никој не се јавил да го бележи. Како држава се зазема став дека катастарот треба да даде нова шанса, нова можност за овие граѓани повторно да излезат да ги пријават своите проблеми, катастарот да излезе на лице место и да ја реши состојбата. И сега тука е во две нива. Во делот на ажурирањето на платоците, значи тоа пред се однесува за програма која што се однесува за граѓаните кои што не се појавиле, не се пријавиле во постапката за систематско запишување. Агенцијата за катастар на недвижности веќе трета година поред објавува годишна програма кои општини од секоја населено место, поточно од секој град во Република Македонија, каде што има ситуација, каде што има незапишан имот, објавува оглас за кои села, катастарски општини ќе бидат опфатени таа година и се повикуваат граѓаните да дојдат, да го пријават својот имот и понатака, ако можат веднаш да идентификуваат својата недвижност преку купитерскиот систем на Агенцијата за катастар на недвижности, тоа да го направат веднаш на лице место, доколку не, а знаат кај се наоѓа таа на лице место, тогаш се кажува термин кога стручни екипи од катастарот излезат на лице место и ќе биде покажена нивата, шумата или вадата или што и да е. Како што каже, веќе трета година ја спроведуваме оваа акција. Ова година владата Република Македонија донесе нова годишна програма и јас би искористил оваа можност да ги повикам граѓаните од Куманово, Кумановско, пред се тука
е делот од Старо Нагоричане и би ги набројал сите села кои што се опфатени за оваа година да дојдат до катастарот во Куманово, да поднесат пријава, да ги донесат своите документи што ги имаат, значи тоа може да бидат поседовни листови, договори за продажба, градична техничка документација, се со цел да им се изврши упис на правото на собственост. Значи за оваа година во оваа програма се опфатени и населените места од минатите години кои што се уште не се завршени, но и нови. Така да од минатата година се уште може да се поднесуваат барања или да се врши премер на во катастарските општини или во селата Малотино, Кокино, Брешко, Деловце, Алинце, Сопот, Алашевце, Белјаковце, Свиланце, Бајловце, Пелинце и Длабочица. Значи ги повикувам сите граѓани кои што имаат имот таму. Значи тие не мора да живеат во овие села, но ако имаат имот во овие села, да дојдат во катастарот во Куманово да си го пријават, катастарот ќе провери доколку немаат имотни листови, доколку не е запишан имотот, ќе се започне постапка за бесплатно запишување на нивното право на собственост. Како нови за оваа година се предвидени 4 населени места. Тоа се селата Рамно, Буковљане, Дренак и Мгленце. Овие се нови, така да од сега, од почетокот на јануари па до месец мај, трае акцијата за вака медиумски да ги представиме, да ги повикаме граѓаните до ова место. Тие може да дојдат уште денеска, уште утре, до катастарот во Куманово, каде што ќе може да ги поднесат своите пријава, а веднаш после мај месец ќе започне и увидот и премерот на лице место и запишување на правата на собственост. Другите општини, како што се општината Кратово и општината Крива Паланка, таму немаме ваква ситуација како што е во Куманово, затоа и не се опфатени со годишните програми. Така, како се одвива проектот и споменавте вие дека и од претходната година во некои општини каде што не е завршено ова се префрла во наредната во оваа година. Дали се надополнува списокот на општини или останува таков како што е? Кога го започнав мој проект, Република Македонија има околу 4 милиона и 47 милијади катастарски парцели. Значи цела држава има 4 милиона 47 милијади катастарски парцели. Кога го започнав мој проект, парцели каде што не се знаеше кој е собственик или стручно кажано парцели со неутврдени права на собственост, имаше околу 420.000. Веќе оваа трета година, значи 2 полни години, трета година со трета годишна програма го работиме овој проект. Оваа година направивме пресек да видиме колку парцели се запишани во изминативе 2 години. Испадна дека 199 приближно близко 100.000 парцели веќе се запиша и го добија својот собственик, значи и како добро искористена мерка и сега во овој момент во Република Македонија преостануваат уште 320.000 парцели, значи 4 милиони 320.000 парцели кои што се уште се со нетврдени права на собственост, односно се уште ги повикуваме граѓаните да дојдат, да ги донесат своите документи и да го запишат бесплатно правото на собственост врз овие недвижности. Затоа и мојот апел до вашите гледачи да искористат оваа можност, да дојдат во катастарот. Стварно е штета да не си го запишат своето право на собственост. Знаете, порано ако можело да се продава, да се купува, да се става под залог, да се наследува имот или да се добие дозвола за сеча на шума, денеска веќе без имотен лист не може ништо да се направи. Значи ниту може да се дозволи сеча на шума или да се добие субвенција за земјоделие. Не може, ако нивата, пасиштето, овоштарникот не е запишан, нема имотен лист, не може да добиете субвенција. Ако шумата не ви е запишана, не можете да јавното предпријатие нема да ви дозволи да сечите шума, иако таа ваша, ама немате имотен лист. Ако нема имотен лист, не може куќата или нивата да се продаде. Ако нема имотен лист, не може да се наследи. Така. Затоа е ова убава можност бесплатно граѓаните да дојдат и да си го запишат имотот. Секако граѓаните можат и да ангажират и приватни геодетски фирми кои што можат да изработат геодетски елаборат, да им ја спремат целокупната градежно техничка документација и да дојдат во катастар да го запишат имотот. Но тоа веќе кошта пари. Ако за овие 100.000 објекти, ако просечната
просечната цена на еден геодетски елаборат е околу 100 евра, значи доаѓаме до една сума од преку 6 милиони евра за овие 100.000 парцели што веќе сме ги изложиле бесплатно, значи тоа е огромна заштеда што сме направиле со самите граѓани кои што оваа мерка не ја искористиле во минатото. Затоа мојот апел до сите граѓани да дојдат, да си ги донесат своите документи, да си го запишат својот имот, бидејќи без имотен лист е како да немате и собственост. Како да немате ништо. Заштедата секако е позитивната страна за граѓаните. Споменавте вие некои цифри, но колку може да заштедат затоа што ќе се обратат до Агенцијата за катастар недвижности и на бесплатен начин ќе можат да го запишат она кое што тие сакаат да го запишат. Да, денеска на пример, ако немаат имотели за својата нива или за својот овоштарник или за својата шума, треба да се, ако не искористат оваа мерка, може да се обратат кај приватна геодетска компанија, која што за да дојде до таа нива, до таа недвижност, значи има свој тарифник, свој ценовник кој што ќе побара нормално да се плати за изготвување на тој геодетски елаборат. Понатака со тој геодетски елаборат кој што просечно чини 100 евра, но тој зависност од обемот на парцелите, значи големината на парцелите, може да биде и поскап, може да биде и поевтин, но просекот е отприлика толку. Значи тоа сето кошта време и пари кои што граѓанинот ќе треба да го плати. Тоа е едната страна, другата страна е можноста да дојдат во катастарот, да се пријават, да ги донесат документите и целокупната постапка е сосема бесплатна. Така и веќе започнува, ги споменавте документите сосема за крај на разговорот. Еве до сите оние кои што не следат во градовите од североистокот, она кое што вие го споменавте во кои општини ќе може да се запишат, доколку секако имаат можност да ја проследат оваа емисија. Која е документацијата потребна за да се запише бесплатно, да се запише состојбата на имотот? Да, граѓаните треба да дојдат во подрачното оделение на катастарот и со себе ќе треба да потполнат една пријава која што веќе има во катастарот. Сега ќе треба да донесат и документ за лична идентификација, значи пасош или лична карта, и ќе треба да донесат некој од документацијата која што порано ја имаат за својата недвижност. Тоа може да биде стар поседовен лист, може да биде некое наследно решение, може да биде пресуда, може да биде договор за купопродажба, договор за подарок. Генерално тие се документите кои што треба да ги понесат со себе кога ќе дојдат по катастарот. Пријавата ќе се потполни на лице место, ќе се идентификува граѓанинот и на тој начин е поднесена пријавата. После поднесувањето на пријавата, секако во пријавата ќе биде оставен и контакт телефон, граѓанинот ќе биде повикан за да идентификува својата недвижност, да покаже каде истата се наоѓа. Доколку граѓанинот може директно на компјутер, значи да ја покаже, секако тој ако може да се снајде, односно ќе му биде помогнато од нашите служби да се снајде, од прилика ќе му биде посочено каде се наоѓа. Ако ја покаже точно со мери и граници, ќе нема потреба да се лага на лице место, но доколку граѓанинот не може да се снајде и да каже каде точно се наоѓа нивата, односно на потоците што ќе ги види од катастарот, тогаш службите заедно со него ќе излезат на лице место да истата биде покажена, означена, катастарот изврши премер на истата и понатака ќе биде изготвен геодетски елаборат, истата недвижност ќе биде запишана на име на граѓанинот и истиот ќе добие имотен лист. Еве, сосема за кратко, колку временски период е потребно за да се заврши целиот процес? Ако за 2 години успеавме да завршиме 100.000 парцели, а ни остануваат уште 300.000, значи се работи за еден процес кој ќе трае подолго. Затоа се овие апели до граѓаните да многу работи зависат од нив, значи ако граѓанинот не дојде во катастарот, ако не посочи каде му е неговата парцела, ние како катастар сошал немаме податоци да ја утврдиме точно каде се наоѓа. Ние знаеме во определен блок каде се наоѓа, која површина му е админатото, но точната локација не можеме да ја посочиме, затоа бараме помош од граѓаните. Многу зависи од нив. Јас се надевам дека од ден на ден свесноста за имотниот лист, системот кој што го изгради државата, дека буквално ништо не може да направите, дури денеска не можете ни електрична енергија да земете ако немате, или да се приклучите на вода ако немате имотен лист. Самиот систем на некој начин го тера граѓанинот да си биде одговорен према својата држава, да си ја запише својата недвижност и тоа на бесплатен начин.
Така, благодарам за одвоеното време и за ова ваше гостување. Прв пат споменав на почетокот на разговорот сте овде кај нас, но сепак на темите на кои што разговаравме и како се од големо значење за жителите на североисточниот регион. Се надам дека повторно ќе имате можност да бидете наш гостин и да разговараме на актуелни теми поврзани со Агенцијата за катастар на недвижности. Благодарам на поканата и ќе бидам почестен и повторно да дојдам и сите новини во делот на катастрот да ги споделиме со вашите гледачи. Так, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на емисијата Во Фокус. Од мене ми преостанува да се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте. Повторна средба ви закажувам и следната недела. Пријатна вечер.